може да почнеме со промоцијата на книгата за која сме овде присутни. Пред се ви благодарам што дојдовте и што ни укажавте чест во однос на промоцијата на оваа книга. Иако за мене лично е многу значајно дело, бидејќи сум одлучила да работам со гешталт терапијата и тоа како сметам дека е важно секој што е заинтересиран за психотерапијата воопшто, а и за гешталт терапијата конкретно, е убаво да го знае животот и делото на авторот на гешталт терапијата Фриц Перос. Мене ми е малку чудно, обично кога зборувам сакам да стојам, ама ајде ќе се адаптирам некако, со оглед на тоа дека го осмисливме сетингот вака да биде. Па, мислам дека со повеќето овде што сте присутни се познаваме, ама сепак е ред да се представиме најнапред. Јас сум Розета Паскали, дипломиран психолог и доктор на науки по социјална психологија. Имам работено во Центарот за социјални работи околу 15 години како психолог, а изминативе 3 години го основав мојот Центар за едукација и личен развој, УВИД. Верувам дека на повеќето ви е познат. Значи, Центарот го основав пред 3 години, иако мојата едукација за гешталт терапија ја завршив пред околу 15 години. И уште тогаш се уште беше проблем во однос на литературата. Се што беше достапно овде, ние го учевме, значи, или со некои лоши копии од српска литература, од странска литература. И уште тогаш така, баш сметав дека е тоа нешто важно на кое треба да се поработи некогаш, особено за тие што го работат тоа. Иако тогаш навистина немав идеја дека еден ден ќе одлучам само ова да го работам, само гешталт терапијата и едукацијата за гешталт терапија. И така и тогаш почнав всушност со преведување на оваа книга, автобиографијата на Перос, пред околу 15 години. Но ете, некои животни настани ги сменија моите приоритети и преведувањето на ова дело се пролонгираше до овој момент кога веќе сериозно почнав да се ангажирам околу функционирањето на се што се работи во Центарот УВИД и унапредувањето на едукацијата, на целиот едукативен процес кој секако е невозможен без литературата која би требало да биде достапна на сите едуканти на македонски јазик. Убаво е да се знае англиски, нели, и да можеме да книга со која почнав со преведување на книгите од проблематиката на гешталт терапијата. Првата беше работа со лутината во психотерапијата и таа ја издадов во мај. Тогаш и правев промоција на книгата овде и во Охрид и навистина ми беше драго што имаше голем интерес во однос на таа интересна книга, затоа што лутината како една од основните емоции е многу важна пред се да се разбере, бидејќи природно ја имаме сите, кое е нејзиното значење, зошто ја имаме, зошто се појавува и што да правиме со неа кога се појавува. Важно е за секој да знае многу повеќе, да ја проучи лутината како емоција, а уште поважно е за оние психотерапевтите кои се нели од другата страна и кои се тука да помогнат на луѓето кои некогаш имаат потешкоти да се справат со лутината. Интересно четиво и јас наистина го препорачувам и денеска и таа книга ќе ви биде достапна овде, кој сака може да ја купи, а секако е тука и автобиографијата на Перос. Мислам дека е несериозно да некој се занимава со да биде нели едукатор во областа на гешталт терапијата, а да нема соодветна литература обезбедено и јас откако решив дека јас навистина тоа сакам да го работам и сметам дека треба да дадам придонес во таа област, така и продолжив со
преведувањето на книгите, во тек се преводи и на други книги. Ова е втората книга која ја издава Центарот Увид, сега овој пат заедно со мојата колешка Данче Велов, која исто така ќе ни се представи. Ми помогна навистина во однос на и во преводот, и во охрабрувањето за да го оствариме овој проект, и во однос на реализацијата на целата промоција и печатење и се што е потребно за да се достигне до овој дел, нели, конкретната, конечната верзија на книгата да биде достапна за сите. Па може и Данче да ни се представи сега. Повели. Ти благодарам. Многу помно слушав твоите почетоци. Добро вечер на сите. Мислам јас дека се знам со поголемиот дел од вас, Данче Велов, гешталт терапевт во едукација. Да, многу ми е чест да можам да придонесам за образование. За образование на македонски јазик, меѓутоа за образование. Многу баба рече дека навистина не е сериозно да постојат центри без соодветна литература и без соодветни преводи на таа литература, веќе кога се преводи. Затоа јас и Розе, иако идејата Розе ја почна пред 15 години, навистина сакаме да оставиме наследство, една прекрасна библиотека од гешталт литература, која што не само нашиот центар, туку и сите едуканти ќе може да ја користат. И секако не започнуваме со автобиографијата, започнуваме со една многу интересна тема, лутина. Меѓутоа, секој, навистина, едукант и едукатор и тренер на гешталт психотерапијата треба да знае од каде му е терапијата што ја применува. Треба да знае кој е основачот, изумителот, авторот на тоа што го практикува. Затоа и ми беше навистина чест што Розе така ми даде една прекрасна задача да можам да учествувам во преводот на оваа важна книга, на автобиографијата на Фредерик Перлс, или ние се го знаеме као Фриц Перлс. Еден од основачите на гешталт терапијата во својата дневна соба заедно со неговата сопруга Лара Перлс. Да не ја забораваме. Иако таа не е спомната, меѓутоа е многу важен дел. Секое создавање бара еден машки аспект, еден женски аспект. И сето ова се случи во нивната дневна соба, каде што ја осмислија целата теорија за гешталт терапијата. Таму потекнува и името на гешталт терапијата, всушност потекнува од идеите кои и учењето кое го добива од неговата сопруга Лора Перлс, која била гешталт психолог и која многу му помогнала да ги разбере начините на перцепција на луѓето. Значи, целиот процес на перцепција, како забележуваме, што забележуваме, зошто баш нешто забележуваме, а нешто не, како ги групираме работите и многу други концепти кои ги опфаќа гешталт психологијата. Па од таму и го користи и самиот термин гешталт, за да го основа новиот правец, секако заедно со сопругата Лора Перлс, гешталт психотерапија. Гешталт психотерапијата представува збир, да кажам, од повеќе аспекти на психотерапијата, бидејќи почнува со психоанализа. Тој бил, Перлс бил пред се психоаналитичар, на почетокот бил ученик на Фройд, но подоцна сметајќи дека некои од концептите на Фройд можеби не се соодветни или можеби треба да се изменат, дека треба да се воведат и некои нови идеи, особено во однос на инстинктот за секс, нели, за репродукција, кој сметал Фройд дека е доминантен и најважен и дека е водечки во однос на однесувањето на луѓето, но Перлс сметал дека и тоа како е важен да се земе во предвид инстинктот за глад. И целата гешталт терапија, основата, ајде да кажем, се заснува на анализи, на проучување и на земање во предвид токму на овој инстинкт за глад.
Во суштина, како јадеме, така и функционираме на повеќето други полиња. Според Перлс, и тоа како треба да посветиме на внимание на тоа како јадеме, што јадеме, како јадеме, колку сме фокусирани на јадењето и целиот тој процес, дали е тоа нешто важно за нас или е само нешто што ни одзема време и гледаме што побрзо, ајде колку ете да го наполниме стомакот и да ја завршиме таа работа, зашто имаме многу други поважни работи. Но тоа кажува многу за нас и ако се свртиме малку кон себе и се преиспитаме, може да дојдеме до заклучок дека и за многу работи други кои се важни за нас ги третираме на тој начин. Како нешто што, ни го одзима времето и сакаме побрзо го завршиме, зашто има нешто многу поважно. А тоа поважно повторно е на истиот начин третирано. Сега што е заинтересиран многу повеќе за гешталтерапијата, ќе научи нешто од оваа книга, а и секако сме достапни тука и после оваа кратка презентација што ќе ја правиме денес за ваши прашања, па може и да објасниме нешто повеќе. Мислам дека би било интересно и да прочитаме некои делови од книгата, па ако имаш уште нешто да додадеш или пак... Само многу интересно сега ми падна на памет. Колку многу е символично целиот наш процес на почнување со преводот на литературата. Перлс бил малку луд на Фройд и почнал да искажува својата лутина и ние го почнуваме целиот циклус на превод со работа со лутина и потоа со автобиографијата на Перлс на човекот што навистина сакал да ги каже своите погледи и толку многу му бил луд на Фройд, ќе видите во самата книга. И еве во тој почеток на еден прекрасен гешталт, што нема нам да не остане незавршен, туку ќе го оставиме незавршен во наследство. И колку многу символично го одиме ние и пат на Перлс, се лутиме, се бунтуваме поради неорганизираноста, недоволната структура на образовниот материјал што постои и нудиме во нашата дневна соба, во нашиот увид центар. Колку многу тоа символично. Баш така. И според она што го кажува авторот на другата книга, Работа со лутината, секој има избор што ќе прави со лутината. Нормално, природно е секој да се налути за нешто кога ќе види таму надвор дека не му се допаѓа или во себе си можеби ќе пронајде нешто што не му се допаѓа, што може поинаку и ќе произлезе лутината, но што ќе правиме со тоа чувство е личен избор. Дали ќе одлучиме да ја насочиме кон некого, да критикуваме, да повредуваме, можеби да се однесуваме деструктивно, или пак ќе избереме токму таа енергизираност која ја предизвикува лутината да ја насочиме кон нешто конструктивно, креативно, кон менување на работите кон нешто подобро. И тоа беше уствари мојот избор, да можам јас да се лутам на моите колеги кои работат можеби и повеќе од 20 години едукација за гешталтерапија, но за тие 20 години до сега има преведено само 3 книги од областа на гешталтерапијата, што мислам дека е несериозно. Но ако само застанам тука и се лутам, не сум направила ни јас нешто многу. Па затоа одлучив, да го искористиме потенцијалот на лутина. Да искористам во креативен процес и затоа ова втора книга, а ќе следуваат и натаму други. Знаете, заради тој креативен процес почнува и целата хуманистичка психотерапија, бидејќи прво почнува со психоанализа, која не посветувала внимание на човекот како целина, како whole, не го зела во предвид холистичкиот пристап. Тука се бунтуваат и доаѓа бихевиоралната психотерапија како втор бран. Меѓутоа, и психотерапијата не нуди комплетна оцена на личноста како комплетна личност. И тука доаѓа третиот бран на психотерапија од кој бран е дел и Перлс. Бидејќи заедно со Маслов и Карл Роджерс во 60-те, во раните 60-ти, Абрахам Маслов и Карл Роджерс и неколку други протагонисти,
тие го почнуваат третиот бран на психологија, познат како хуманистичка психологија, каде што ги земаат во предвид чувствата, потребите, што сака клиентот, што сакам јас, што сака другиот, што ми смета мене. И Перел се нашол овде и многу му се допаднало, бидејќи тој, ќе видите во книгата, цело време има потреби. И тој се ги задоволува неговите потреби и ги размислува. Меѓутоа, прави тоа што го сака. Кога му се пие вода, кога му се јаде и размислува од каде му е таа потреба, од каде му е таа возбуда на организмот. И тука е основа заедно со својата сопруга, која го вовела, како што кажа Розе, во гешталт психологијата. Меѓутоа, како секој, знаеме низ историјата, сите добри мислители, сите добри филозофи, најчесто се пред своето време, така да морал и Перелс да чека 20 години да дојде њуејџизмот на сцена или трансперсоналната психологија, некаде околу 15-20 години после појавата на третиот бран, каде што се појавува една нов бран на психологија, на холистичко исцеление, њуејџизм. И тука се прави една плодна почва веќе за неговите идеи во Есален на Бен Сур, каде што ја гради, за жал многу кратко живее таму. Меѓутоа неговата желба почнува да се исполнува и неговиот печат, неговиот импринт во гешталт полето, да се изразиме гешталтистички, почнува токму тогаш, кога се создава плодна почва. И мислам и дека конечно и јас и Розе ја почувствувавме таа плодна почва за да почнеме еден нов бран на едукација, еден нов бран на образование, каде што сите се добре дојдени, и сите што сака да бидат психотерапевти, и сите што сака да читаат, да им понудиме една прекрасна литература. Сега, ако Рози има нешто да додаде слободно, ако не да го наместиме микрофонот, да ви прочитам нешто од книгата. Ги рипнав интересните сочни делови од книгата, ќе си ги прочитате дома. Меѓутоа има интересен гешталт ќе направиме сега со читањето. Ќе видите дека како што Перелс почнал од првата страна до последната, јас ќе почнам од последната страна кон првата, за да видите дека Перелс е внатре. Перелс е целиот гешталт. Како што Джим Симкин во 1952 заедно со Перелс зборат токму за оваа книга, за автобиографијата, и Джим Симкин на едно интервју вели: знаете како, Перелс е пред времето и во својата книга тој се разголува себе си до тој степен што и сам не знае колку многу им дава на луѓето, меѓутоа не им дава се, сепак останува. И Перелс има слепи точки, blind spots. Меѓутоа Джим Синкин вели, најголемиот непријател на Перелс е Перелс. Бидејќи Перелс како Фројд немал Фриц Перелс да прави психотерапевтска сесија со него. Перелс морал сам да дојде до заклучок до кој е тој, што е тој. И затоа автобиографијата е толку многу автентично дело на Перелс, каде што пишувајќи, јас барем како преведувач на книгава, добив чувство дека овде Перелс се терапира себе си. Ова е вистинска, лична психотерапевтска сесија на Перелс, бидејќи само писмено Перелс го има Перелс. И сега би сакал да ви прочитам од Перелс неколку работи. Го ценам католичкиот поглед на сексот, дека е во согласност со човековата природа. Сексот и правењето деца е неделлив холистички процес. Бе фрлен во свет каде што тој процес беше чуван во тајност и стана мистерија за нас. Бе фрлен во свет каде што умот и телото беа две посебни нешта, каде умот стана мистерија, а постоењето на безсмртна душа во нас предизвика дополнителна компликација. Бе фрлен во свет каде што сексуалната активност и размножувањето беа две различни нешта, а сексот претворен во нешто кое се употребува за забраната забава, болест и манипулација.
Бев фрлен во семејство каде што децата не беа резултат на длабоката љубов помеѓу двајца. Бев збунет од знаењето кое го добивав од улиците. Бев збунет од Фројдовата псевдонаучна теорија за сексот. Бев збунет од мојата игнорантност кога сексот беше добар, а кога беше лош, кога јас бев добар и кога бев лош. Најмногу бев збунет во моите пубертетски години. Дали да ги обвинам моите родители поради недостатокот од разбирање, да го обвинам Фердинанд за заведувањето, себе си поради тоа што бев лош. Многу години бев добар, додека полека не станам лош. Ми требаа многу години за да го разберам проблемот на моралот и повторно организмичкиот поглед обезбеди објаснување. Се до мојата 9-та година бев многу ценет. Моите баба и дедо велеа, тој има такви квалитети што привлекуваат љубов од Бога и од човека. Мора да сум бил навистина симпатично дете, приврезан, желен да удоволи и учи. Долгаш невозможни барања. Сакаш да се чувствувам виновен ако не ги оправдам твоите очекувања за мене. Не само што те презирам за тоа, туку сум и бесен и те мразам, Господе Боже. Ке ме пореметиш како Фројд. Суперего и его идеал биле идентични. Епа не се, Господине. Ти си праведната совест, суперегото и сакаш и јас да бидам его идеалот. Прво ме примамуваш со само биди ти, а потоа само биди ти, но како што сакам и јас. Го користиш трикот на сите религии. Ми поставуваш невозможни барања, ме фрлаш во оган и потоа ме набедуваш да мислам дека треба да сум ти благодарен за таа добрина и дека сум ти должен за тоа. Сега сум водач на група патници. Дами и господа, сега ја напуштаме земјата на организмот и неговото уредно заздравување од дисбалансот. Го оставаме организмот да си ги заврши собствените недовршени ситуации. Сега влегуваме во земјата на општественото однесување со незината неврамнотеженост и незините недовршени ситуации. Ова е земја на требаизмот, шудизм, на барањата, земја на императивите. Мислиш нешто дека си смешен? Не баш, но се трудам. Понекогаш можам да бидам многу смешен, навистина добар забавувач, но не можам тоа да го правам намерно. Мора да биде во рамките на некаков контекст. Следен чекор. Овие емоции не само што се ослободуваат, туку претежно се трансформираат во механичка енергија. При лутина удираме и клоцаме, при тага плачеме и липаме, при радост танцуваме, при секс па не мора да ви раскажам за тие пресмешни движења на телото. Сега, откако расположливата возбуда целосно е трансформирана и искусена, дури тогаш може да имаме успешно затварање на гешталтот, задоволство, привремен мир, нирвана. Да сумирам, значи возбудата е искуство и основна форма на организмичка енергија. Фриц, ти честитам. Ова е прекрасно кажано. Твојата теорија одговара на фактите. Може би оваа теорија на трансформација ти е дури и оригинална, но има само една грешка. Ја заборави анксиозноста. Или може би го мешаш стравот со анксиозност. Ако да, тогаш анксиозноста би била поврзана со хормонот адреналин, а не со тироксин. Баш имаш остар ум. Мило ми е што си дел од мене. Понекогаш си и приглуп. Можеше да забележиш дека јас и не само јас ја гледам анксиозноста како нездрава состојба, додека емоциите кои што туку ги опишав се нормален емоционален метаболизам. Велиш дека тироидната жлезда е абнормална и произведува анксиозност, не биди смотан. Слушај, престани да се глупираш и биде сериозен. Тука се пишува една сериозна научна книга. Се согласувам дека пишуваш книга. А тоа дали е сериозна е друго прашање. Па што е тоа што е битно за тироидата? Си замислувам дека тироидата игра улогата на општ возбудувач, нешто кое менува одредени хемикали, како на пример јаглехидрати во возбуда. Сега рипаш од еден аспект на друг, од биохемиски на психолошки. Му ги дадов првите страници од овој дел на кейса да ги искуцам. Откако го направив тоа, почувствував празнина. Немав ништо по кое да се ориентирам, ништо со кое би исполнил празнината на ништото. 1000 пластични цвеќиња не може да расцветаат пустина. 1000 празни сенки не може да пополнат празна соба.
И тогаш минатата ноќ повторно имав некое предчувство. Почнав да пофаќам нешто од различни страни. Ми треба многу повеќе од сеќавање искуства. Сакам да ја спасам гешталт филозофијата. Сакам да ја објаснам на начин кој ќе биде разбирлив за сите. Сакам да ви пренесам теорија која е жива, која е екзактна, без да биде ригидна. Јас сакам. Биде објавено, уредникот сигурно ќе го отврли ова што следи или можеби ќе го стави во некој негов соодветен контекст. За мене, еден од двата проблеми кои ги имам се класифицираат како фалбачество. Другиот, проблемот со пушењето и труењето на себе си, може да почека. Што се однесува на првиот, честото чувство дека ми е здодевно е поврзано со тоа да имам потреба да се палам. Како е ова поврзано, се надевам ќе дознаам во текот на пишувањето. Често барам одобрение, признание и воодушевување додека разговарам. Всушност, често се наметнувам или го наведувам разговорот околу одредени теми, не за да изгледам брилјантен и да блеснам, туку да се фалам за признанието што јас, тоест гешталт терапијата го добива. Многу често здодевноста прави, пази како само си отуѓувам одговорноста за моето продуцирање на мојата здодевност, значи многу често здодевноста прави одвратно да се однесувам кон другите или пак да направам нешто и сите лошо да се чувствуваат, или пак да започнам со флиртување некои секси играчки. Ова ќе бара поголема дискусија, но во различен контекст. Една пофалба сепак прибега овде. Весникот Nation напиша во еден надпис за SLN дека сите девојки се сложуваат околу тоа дека никој не бакнува како Фриц Перас. Во последно време најдов конструктивен начин како да не ми биде досадно. Да седнам и да пишувам. Ако не е чувството на здодевност, веројатно не би седел овде и не би манифестирал реченици на хартија. Гледате како само Благодарам. Навистина, додека ја преведував книгата, сакав да почувствувам како е да се биде Фредерик Перелс, како е да се биде дел од еврејска фамилија, како е да се биде во Втората светска војна, како е да бегаш, да пребегнуваш, не дека не сум имала јас лично моје собствено искуство за сите овие работи. Затоа можев доста да се поврзам со Перелс, со сите негови талкања низ светов, со целата негова здодевност од овој свет, со неговиот неисполнет гешталт. Меѓутоа и со гешталтот кој го натерал да ја пишува книгата. Видете колку е отворен, колку е автентичен, колку пишува така како што му доаѓа. И бара повеќе од сеќавање, и бара повеќе од мемории. И книгата е и едукацијска книга за тоа што е гешталт терапијата. Директно од мислите, од мозокот на Перелс и кој е Перелс. Едноставно еден од основачите на гешталтот. На она што ние денес го практикуваме и те како со љубов. Овде јас би прекинала, нешто ако има Роза да докаже. Извадок да речеме од едно видео каде што зборува Перелс и објаснува нешто за гешталт терапијата. Во ова видео е малку на постара возраст, а потак има и уште едно видео каде што исто така ќе зборуваме и нешто ќе коментираме околу видеото. The idea of Gestalt therapy is to change paper people into real people. I know, it's a big mouthful. And to make the hollow man of our time come to life and teach him to use his inborn potential and
being, let's say, a leader without a rebel, having a center instead of living lopsided. All these ideas sound very demanding, but I believe it's now possible that we can do it, that we don't have to lie on the couch for years, decades, and centuries without essential changes. The condition under which this can be achieved is this. Again, I have to jump back and talk about the social milieu in which we find ourselves. In the previous decades, he lived for what is right. And he did his job, never mind whether he really wanted the job, whether he was suited for it. The whole society was ruled and regulated by shouldism, by Puritanism. You do your thing whether you like it or not. Now, I believe the whole social milieu has changed. Puritanism has changed into hedonism. We begin to live for fun, enjoyment, for being turned on. Anything goes as long it's nice. It sounds good too. Sounds superior to moralism. It has, however, a very serious setback. Namely, that we have become phobic towards pain and suffering. Let me repeat this word. We have become phobic towards pain and suffering. Anything that's not fun and pleasant is to be avoided. So we run away from any frustration that might be painful and try to shortcut it. And the result is a lack of growth. When I talk about a readiness to encounter unpleasantness, I certainly do not mean an education towards masochism. On the contrary. A masochist is a person who's afraid of pain and trains himself to tolerate it. I'm talking about the suffering that goes along with growing up. I'm talking about facing honestly unpleasant situations, and this is very much linked up with the Gestalt approach. I don't want to talk too much about the phenomenon of Gestalt. However, the main idea about Gestalt is that a Gestalt is a whole, a complete, in itself, resting whole. As soon as we cut up a Gestalt, we have bits and pieces and not a whole anymore. Namely, a Gestalt wants to be completed. If the Gestalt is not completed, we are left with unfinished situations. In these unfinished situations, press and press and press and want to be completed. Let's say, if you had a fight, you really are angry with that guy, want to take revenge. This need for revenge will nag and nag and nag until you have become even with him.
And so there are 1,000 unfinished Gestalten. How to get hold of this Gestalt is very simple. These Gestalten will emerge. They will come to the surface. Always the most important Gestalt will emerge first. We don't have to dig à la Freud into the deepest unconscious. We have to become aware of the obvious. If we understand the obvious, everything is there. And the neurotic is a person who doesn't see the obvious. So what we're trying to do in Gestalt therapy is to understand the word now, the present, the awareness, and see what happens in the now. And to understand the now will take you anything from 4 weeks to 20 years. The second point I have to make in regard to our therapy is the word how. In previous centuries, we asked why. We tried to find causes, reasons, excuses, rationalizations, and we thought if we can change the causes, we can change the effect. In our electronic age, we don't ask why anymore, we ask how. We investigate the structure. And if we understand the structure, then we can change the structure. And the structure with which we are most interested in is the structure of our life script. The structure of our life script, often called karma, fate, and we are not very much aware that we are writing our life script. A life script which is mostly taken up with self-torture, futile self-improvement games, achievements, and so on. So what we want to do is to reorganize our life script. And the means and ways to do it can be understood to quite an extent. Right now, interested in meeting some of you, and I have to admit, I have a very bad memory for names. And I have to know a person pretty well or have a shock or great joy when I meet this person so that I can recall the names. In order to work, I like and I brag about the 6 components of my work. To work, I need my skill, the so-called hot seat, which in this case is very beautiful, the empty chair, which has the task of taking up roles which we have disowned, other people which we need to understand our life script. We need something that is absent. I hope maybe today we don't need it. That is Kleenex, my cigarettes, the ashtray, and then I'm in business. Како едно од видеята каде што Перос објаснува што е гешталт терапијата, исто во видеото што ќе слушнем, што Розе ќе ни го
пушти и прокоментира. Гледам дека сите многу послушно слушавте и се надевам ви беше интересно видеото и разбравте што е, барем колку што може од нас две и од видеово да се разбере што е гешталт терапијата, меѓутоа тоа е терапија на очигледното. И Перес многу убаво вели дека не ни треба никоја ала Фроид длабока психоанализа, но вистина ни треба и со тоа се бави гешталтерапевтот, со очигледното. Нешто што најчесто не го гледаме се работите што ни се пред нос, вклучувајќи ни самите себе си. Лично што најмалку ја знаеме сме ние самите. И тоа е гешталт психотерапијата. Терапија која работи со легитимизација на страданието што го имаме, меѓутоа, како што вери Перес, не мазохистичкото страдание, не да се измачуваме себе си, што ми фали, па да се агонизираме, па сега да влагаме во некои длабоки психоанализи, па јас сум крив, па мајка ми, па татко ми. Туку не, страданието при кое ние презимаме одговорност дека јас сум крив, што на тој начин сакам тоа нешто да го направам и презимаме целосна одговорност, бидејќи да, може би до 20 на години некој друг ни е крив, меѓутоа после сами сме си криви. И очигледно е дека некаде грешиме. И затоа две најбитни прашања за гешталтерапевтот и за самата гешталтерапија се што правиш сега и како понатаму. Видовте кои се неговите 6 работи што му требаат за терапија, практично освен цигарите, тоа се и работите што ни требаат за психотерапија. Едноставно клиентот, столче, празно столче, вештините наши. Секако секој терапевт е многу автентичен и индивидуален. И шамивчиња за плачење. Да, и шамивчиња. Клинекс. Тоа се шамивчињата. Да, тоа би било мојот краток коментар. И гледате од видеото и ништо не е многу сменето. Уште за време на кога Перес го прави видеово. И денеска луѓето се и мазохисти спрема себе си, и хедонисти, и не презимаат одговорност. И се чудат зошто не растат кога нели се прават како што треба. Меѓутоа, растењето бара страдание, не бара оправдување, бара презимање на одговорност. Ако преземеме одговорност за што правиме сега, кои сме сега, на каде одиме и како може поинаку и како може понатаму, па не гледам причина зашто не би постанале и најдобрата верзија на себе си, најавтентичната верзија на себе си. И тоа најмногу ми се свиѓа кај гешталтерапијата, бидејќи те тера сам да дојдеш да одговорите за себе си, бидејќи никој не знае подобро од мене за мене. Тоа гешталтерапевтот го прави, го вади од тебе најдоброто за тебе. Така, и ако забележите дека насловот на ова видео беше сега и овде, а тоа е еден од основните принципи на гешталтерапијата, бидејќи и според Перлса и според и некои други правци, според зен будизмот, можеби, кој исто така е вметнат во учењето на Перлс, и јас лично сметам дека се што можеме да направиме е само сега и овде каде што сме. Токму сега. Ние можеме да мислиме со часови и часови за нешто што се случило, но не можеме ништо да направиме во врска со тоа. Тоа е нешто што поминало и ние колку и да го посветуваме своето внимание, време на тоа, анализирајќи зошто нешто се случило, како можело тоа се случи, што можело поинаку, што сме можеле поинаку да кажеме, да направиме. Тоа е само поминато време кое сме можеле да го искористиме сега, овде, да направиме нешто подобро и што ќе бидеме сега позадоволни
отколку она што нели поминало. Едноставно тоа е нешто што поминало и можеме и часови да поминеме мислејќи и планирајќи за нешто што утре сакаме да биде или следната недела, следниот месец, и можеме да размислуваме и што би сакали, како тоа би било и што се да не се случи, да предвидиме колку можеме работи, но тоа е пак поминато време каде што ние требало да работиме за да биде тоа во иднина нешто добро и како што ние сакаме. Ако земеме пример како 100% енергија која имаме за овој ден денеска, ние самите избираме како ќе ја трошиме таа енергија, дали ќе ја трошиме размислувајќи за нешто што поминало, анализирајќи го тоа, преиспитувајќи се себе си, разгледувајќи ги сите можни варијанти, како можело, требало, зошто било така или зошто не било како што ние сме сакале, сето тоа нели го трошиме времето и енергијата за овој ден што ни е предвидена во размислување за нешто што не можеме да го промениме, нешто што поминало, нешто што е фиксно, едноставно се случило како што било. Истото тоа може некој го прави и за нешто што ќе се случи утре, вечер, можеби, после од како ќе си одите, каде ќе одите, што ќе правите, што ќе кажете или нема да кажете, или утре можеби во однос на некои планови за следната недела. Но се додека го правите тоа, вие го пропуштате овој момент сега, овде, додека нели трае оваа презентација и промоција на оваа книга. Значи, она што е како цела енергија која имате за овој ден, вие избирате дали ќе ја користите сега, овде, да видите како се чувствувате сега, кои се вашите потреби сега, овде кај што сте, или пак ќе го трошите тоа за некој идно време за кое секако повторно не знаете што ќе се случи утре. И како што вели Перос, можеби е погрешна идејата дека чекориме напред годинината, туку некако неговото чувство е дека кон иднината одиме свртени со грбот наназад, бидејќи не знаеме утре што не чека. На следниот наш чекор наназад не знаеме што има таму, не знаеме што ќе се случи, а пред нас можеме да ги видиме сеќавањата на се она што се случувало на нашето минато, дали скорешно или поодамнешно. Тоа е нешто што можеме да го видиме, да се присетиме, да го повикаме нели во мислите, да повторно размислиме околу тоа, но она што ќе се случи натаму е позади нас. Чекориме со грбот наназад кон иднината. Тоа е нешто од основните концепти на гешталтерапијата. И истото, може би малку повеќе насочено кон психотерапискиот процес, е објаснето и во следното видео што ќе го погледнеме. I am to interview a patient, and I'd like to give you some thumbnail sketch of what Gestalt therapy stands for. Gestalt therapy is working on an equation: awareness, equal present time, equal reality. In contrast to depth psychology, we try to get hold of the obvious, of the surface, of the situation in which we find ourselves, and to develop the emerging Gestalt strictly on the I and thou, here and now basis. Any escape into the future or the past is examined as a likely resistance against the ongoing encounter. Modern man has alienated, given up so much of his potential that his ability to cope with his existence becomes badly impoverished. My aim is this: the patient should recover his lost potential, he should integrate the conflicting polarities, understand the difference between game playing, especially the playing of verbal games, on the one hand,
and of genuine, authentic, confident behavior on the other. The civil war of inner conflicts weakens the efficiency and comfort of the patient, but every bit of integration will strengthen it. Now, in the safe emergency of the therapeutic situation, I repeat, in the safe emergency of the therapeutic situation, the patient begins to take risks and to transform his energies from manipulating the environment for support into developing greater self-support, that is, reliance on his own resources. This process is called maturation. Once the patient has learned to stand on his own feet, emotionally, intellectually, and economically, his need for therapy will collapse. He will wake up from the nightmare of his existence. The basic technique is this: not to explain things to the patient, but to provide the patient with opportunities to understand and to discover himself. For this purpose, I manipulate and frustrate the patient in such a way that he's confronting himself. In this process, he identifies with his lost potential, for instance, through assimilating his projections by acting out the alien parts of himself. Principally, I consider any interpretation to be a therapeutic mistake, as this would imply that the therapist understands the patient better than the patient himself, takes away from the patient the chance of discovering himself by himself, and prevents him from finding out his own values and style. On the other hand, I disregard most of the content of what the patient says and concentrate most on the non-verbal level, as this is the only one which is less subject to self-deception than his verbal pseudo-self-expression. On the non-verbal level, the relevant gestalt will always emerge and can be dealt with in the here and now. Таков како што е, на некој начин да зазема позиција на огледало и самиот клиент, или тој ги нарекува пациенти, да се види себе си во огледалото, да види што има во себе, што прави, што си прави на себе си, како го прави тоа. И што е уште поважно, терапевтот не е соодветно да го толкува она што го кажува клиентот. Не е соодветно да тој му го кажува значењето, туку да му дозволи и да го насочува, да го охрабри, можеби, самиот клиент да дојде до она што го спознава за самиот себе си во текот на терапискиот процес. Со тоа го учи како да ја превзема одговорноста за себе си и да оди чекори, нели, на тој пат кон созревањето, кон матурацијата. Да ја превзема одговорноста за тоа што прави, како прави, што си прави на себе си, како го прави тоа, како може поинаку, што сака да биде поинаку, што е тоа што го прифаќа или не го прифаќа. Значи, развивање на свесноста за себе е еден од клучните моменти во гешталт терапијата. И исто така е важно во однос на терапискиот процес, според, како што кажа и во ова видео Перлстека, теоријата и диагнозите на некој начин се само етикетирање на клиентите. И тоа не му помага ништо на ниеден клиент. Со тоа што ќе му ставиме само една етикета тука дека пишува дека е депресивен или анксиозен или нешто друго, можеби невротско растројство со не знам какви се симптоми, тоа на клиентот не му помага никако. Тоа му помага само на терапевтот да може да го стави во одредена рамка, да ги планира своите однесувања или техники на работа или не. Но, нели, целата сеанса треба да е за корист на клиентот, не на терапевтот.
И затоа не одиме со диагностицирање, не одиме со поставување на диагнози, туку со гледување на процес низ кој поминува секој клиент. И се тоа не е фиксна состојба. Секој што сега моментално има депресивно чувство, можеби фаза, состојба, како и да го наречеме тоа не е нешто фиксно што не се менува. Тоа е нешто што сега актуелно се случува како процес кај клиентот заради нешто актуелно што се случило, што можеби не може да прифати и треба да му помогнеме на клиентот да согледа како доаѓа до тоа чувство, до таквото однесување негово, можеби по-пасивно или како и да е, да самиот стане свесен како влегува во таа состојба и како може поинако. Значи, како еден процес и да ја прифати клиентот одговорноста дека тој прави нешто за да биде во таква состојба и тоа е тој самиот кој може да научи како да излезе од тоа. И дека е негов избор, ако сака да остане во тоа, дека е тоа исто легитимно, особено при загуби, во ред и да бидеме тажни, можеби фаза на депресија или, но тоа е да биде во согласност со потребите на клиентот. Да не се прогласуваат негативните, непријатните, ајде да кажам, чувства, како што и во претходното видео зборуваше Перл, како нешто непожелно и веднаш треба нешто да се прави за да ги снема. Тоа се нормални случувања, нормални чувства кои, како што ги прифаќаме пријатните, радоста, среќата и уживањето или што се, нормално е да ги имаме и другите што се може непријатни, но не треба да одиме со став дека треба веднаш нешто да се направи, што побрзо тоа да се избега, да се излезе, да го снема. Многу е по-корисно ако се препуштиме и дозволиме на тагата да ја почувствуваме вистински, кога нели сме во таков момент каде што навистина се случило нешто тажно. Да не се бориме против тоа, туку напротив да го почувствуваме, да си дозволиме дека е во ред, да ги чувствуваме и пријатните и непријатните емоции, бидејќи сите тие се дел од здравиот спектар на функционирање на секој човек. Тоа беа видеата. Јас сакам за крај, бидејќи сакам ако имате некои прашања да поставите, може да одговориме нешто со Данче, но пред тоа сакам да изразам јавно благодарност до нашата колешка Билјана, која беше еден од главните спонзори и кој многу ни значеше за издавање на ова дело. Ти благодарам уште еднаш, Билјана. И огромна благодарност до другата Билјана, нашата колешка, Data Point, BMG, и благодариме за прекрасните примероци и прекрасното печатање на нашите книги. Ова и ве поканувам наредна сабота во 5 часот исто на Гешталт литературна промоција на моето дело, создавање на еден гешталт, каде што е двогодишна збирка на есеи на трудови, што исто така Билјана и нејзината фирма го испечатија. Благодарности до тебе. Благодарности до сите вас што дадовте свое делче од своето време, делче од својата енергија, делче од својата љубов и од себе си да бидете денеска тука, пошто можевте да бидете некаде, меѓутоа вие одбравте да бидете тука и сега. Ви благодарим.